Јас се викам Синадиновски Нофит. На занатот сум од свој 12 години од детинство. Па све до ден денеска со тој занат се бавам. Занатот сум го научил од мојот татко и дедо. Тие као стари терзи уште за време од турското време уште ги имаат тој занат. И како такви и јас сум го прифатил тој занат и ден денеска го продолжувам. Инаку од занатот добро се живело, кој и денеска живееме со тој занат добро. Па, нашиот занат се употребува кадифе, сомот, чоја, така и други работи, постава, например, а се везе со срма. Срмата се употребува за разни носи, например, као битушка, галичка носија, мавровска носија, полошка носија. Во полошката носија највише се употребуваат кадифето, а во горноречката највише чојата се употребува. Во мавровската, во галичката пак клашненици, клашнени. Во битушката чоја се употребува. И така разновидни шари се прат, а по потреба ако треба некоја нова шара да му се направи, тога зависи до мајсторијата наша, дека да му изведеш некои нови шари или некои мераклија, што е така, да све тоа иде и потекнува уште од турското доба. И така занатот и натаму си оди и живи со денешно време и се работи. Видите, ние шиеме разни одела, највише женски одела, например свитки за битушки работи таму, минтанелеци, елеци. После мавровска носија, џамадани, како што се вика, антери, тозлуци. За долниот полог кадифни работи,
Тие се викаат кадифли минтани. Разумеш? Исто ко и тајмишки, што се шијат и тие иста, онако се употребуваат. Па, до сега, Бога ми, имаме многу носи направено. Да ви не речам, ја 800 викам, али можда и више од 1000. Така да тоа нема крај, зашто ние работиме просек 16 сати сме работели. И рачунајте вие колку може тоа да се избаци работа. Овде за бушанци нема. Овде ако сакаш да заработиш, мора апсолутно да работиш. Тоа нема за бушанци. Пред војната имаме многу малку работа. Значи не зафати таква криза да ние 4 души не можеме да заработиме ни за јадење. Док сега после војната работа има многу, али кој да работи нема, заинтересирани нема за овој занат. Потражна е голема, а сам човек што може да избаци. И така да ние по 25 пара годишно, најмалку, мораме да направиме, да работиме преку времено, така да занатот да се не изгуби, нема кој да го наследи. На овој занат тешко идат сегашние луѓе. А се заработуваат сега унапред, имаме ние сега, например, поручба и за 5 месеци и 6, па ете не нудат уште да порачат, али ние не можеме да примаме, затоа што толку можеме да изработиме.
еден хоби, тоа е патување по светот. Прво патување ми било мене во Турска, 54 година. После по тој повод ми даде мене да се интересира и за другите места. Док ја имав потреба, почнав во Франција. Мене ми требеше материјал, кој не можев да дојдам овде до таков материјал. Па најдов пријатели со Америка се поврзав и така ми испратија пари во Франција и така отидов по фабриките да дојдам до материјал. И така више пати во Франција сум бил. После Франција мене читав у новина за патување околу свет, а тргнавме од Београд. Па со тоа посетивме као Индија, Индонезија, Банконг, Хонг-Конг, Јапан, Киото, Токио. Таму од Токио заминавме за Хаваи. Таму одморивме неколку дена и ни дадоа приредби во Хонолулу. Хонолулу, но не со најдобри приредби што сме доживеале, тоа са во Хонолулу. Од тука отидовме на излет да видиме погинатите во Перл Харбор, погинатите американци кои ги бомбардира јапонците таму, 22.000 што загина. Од тука заминавме за Лос Анџелос. Посетивме Холивуд, кај што не снимаа таму филмоите, скоро цел свет таму оди на снимање. После Диснилер. Диснилер имаше многу работи што видовме и што ни остана голем утисак во тој Диснилер. Од Диснилер Лос Анџелос заминавме за Нијагара. Видовме Никола Тесла централата, изгледавме водопадите таму. Одморивме и таму 2 дена. Од тука заминавме за Њу Јорк. Посетивме Уединени нации. Споменикот на тие панати борци во Перл Харбор што беа. Ги посетивме и од тука, враќајки се за Југославија. Ко се вративме, али најголемиот утисак што ни остана, тоа е Хаваи. Хаваи е едно место кој нема друго на светов, не верувам да има. Тука се раѓа 3 пати смокви, 2 пати банани и ананас на тоа Хаваи. И јапонците имале зашто да ратуваат што сакале Хаваи да го земат. Така да најголемиот утисак ни остава тоа Хаваи. Хаваи е место кое стварно нема друго место на светот. Тоа такво острво е што најголем утисак ни направи. И така, патувањето продолжуваше. Германија сме ја посетиле, Чешка, Австрија, Маđарска, Бугарска, неколку пати на одмор сме били и во Бугарска. Во Русија 2-3 пута сме биле и сме одмарале во Јалта, на одмор сме били. Таму баш југословените отелот што има градено, таму сме одмарале. Во Јалта. После Малта сме биле, крстарење со брод, таму. Италија, Франција сме и посетиле, се тие држави со бродови. Така да патувањето доживljava и задоволство ми било. Све што сум работил занато, тоа ми останало ќар. На друго ништо не мислам.
putnici, za nekoliko minuta ćemo sleteti. Molimo vas, ostanite vezani i ugasite cigarete. Ladies and gentlemen, in a few minutes we shall land. Remain with fasten seatbelts and put out all smoking material. Meine Damen und Herren, bleiben Sie angeschnallt und rauchen Sie nicht mehr. In wenigen Minuten werden landen. Danke.